Имаше минатиот извештај некакви информации дека учителки, студенти исто така донирале. Вие споминавте колку може да биде платата на еден административец или на некоја учителка, а најмалку на еден студент. Како биле тие? Го знаеме колку е просекот. Да. Како биле мотивирани тие луѓе? Македонија, но како биле мотивирани, очигледно се станува збор за некаков интерес или совпаѓање на интересите како што тоа го дефинираше Клима, или пак едноставно некој им дал пари на тие луѓе за да ги стават во нивно име на сметката на политичката партија, односно да ги донираат. Дури се сомневам дека тие пари биле и нивни, затоа што знаеме каква е економската система. Сега кажете дека се пират парите многу лесно на тој начин. Ја сакам да кажам дека од непознати извори и средства се влеваат овде во кампањите на овој начин. Има ситуации кај што за вакви поставки да се потсетиме во случајот и Снифарис Джемаили, за кој што сите зборувавме пред неколку години, Овчарот. Имаше ситуации да банкарски сметки од граѓани беа користени за да се уплатат парите и тие граѓани после беа повикани и на одговорност. Така да мислам дека сите многу сериозно треба да се замислат на ова што се случува, а уште еднаш поготово дека треба институциите кои што ги спроведуваат законите. Ќе ги стигнали правдата? Ваквите криминални... Не мораме сите да се учиме на одговорно однесување. Овде станува збор очигледно за интерес. Сите настапуваат со некаков интерес во некакво очекување, но понатаму верувам дека ќе стигнеме еден ден и до прашањето што кога нема да се испорачаат тие ветувања или кога нема да се остварат тие очекувања и тогаш како ќе се одвиваат работите. Само би сакал да дополнам таа листа на сите што во таа листа мора да ги посочиме уште две институции. Едната е по закон должна да каже нешто, а тоа е Советот за радиодифузија. Особено, нели, ако се потсетиме дека од пред 2 години има многу повеќе членови од колку што имаше, тоа значи ќе треба да работи многу повеќе и подобро од колку што работеше, така да не може сето ова да биде премолчено од институцијата која е должна да ја води политиката во сферата на радиодифузијата. И под сите исто така спаѓа и ресорното министерство. Знаеме дека Македонија е во фаза на донесување на нов закон за електронски медиуми и сето тоа. Така да причина повеќе и ресорното министерство да го земе предвид сето ова кога ќе го дефинира законот или верзијата на новиот закон. Добро. Директорот, споменавте електрокомуникации, директорот на Агенцијата за електрокомуникации, тоа е независно регулаторно тело, господинот Роберт Ордановски, исто така донирал во кампањата на ВМРО. Тој претпоставувам донирал како приватен граѓанин и... Тој не е приватен граѓанин доколку има некаква функција. Но има приватни пари, нели? Прима плата и располага со неговијата плата како што сака. Тој е јавна личност и има одредена функција. Така. Не верувам дека приватно може да се донира. Едно правно лице е задолжено со годишната сметка, тоа е случајот кај медиумот, јавно да ја објави, па и да е приватно. Добро. Правно лице, значи не може медиумот да мисли дека ја завршил работата како медиум, нели? Ако на едната страна даде 5% од профитот, а на другата страна даде ништо или 0,5%. Тогаш ќе мора тоа во извештајот јасно да стои, а работа на овие тела кои решаваат за политиката во сферата на радиодифузијата и ги формираат условите под кои секој од таквите претпријатија работи, треба очигледно да остануваат нови правила ако ние до тоа да имаме медиумите да бидат неискривено огледало на општеството. Во секоја друга ситуација медиумите ќе бидат искривено огледало. Добро. Околу Роберт Ордановски ме интересира независно регулаторно тело. Прв човек е на таа агенција. Како вашиот коментар? Не постои никаква забрана во законот дека и тие луѓе што се на такви позиции... Не говорам за забрана, говорам за конфликт на интереси. Може, значи немаме никаде никаква забрана дека некој може да донира, ако сака, средства за одредена идеја, кампања, политичка партија и така натаму. Прашањето е дали се средствата лични, дали се заработени и така натаму. Значи воопшто не очигледно е дека сите тие луѓе кои што се наоѓаат сега на функција,
Тие се тие кои што први даваат за политичките партии, па и тие што се на таквите Има неколку министри, како Милејана Киевски, тела, да, и така. Околу донациите, речи си сите партии после кампањата добивале, односно, донации. Како е тоа можно? Ова е очигледен пропуст или дупка во законот, популарно да го наречеме тоа, затоа што постои законски рок кога треба да се затвори сметката. Тоа постои специјална сметка која што се отвара за изборните кампањи. Неа треба да ја отвори раководителот на изборниот штаб. Во случајот и кога станува збор за коалиции, постои само една сметка. Значи сите овие работи се многу јасно прецизирани во законот. И каде е таа дупка во законот? Дупката во законот е тоа што не постои дефиниција за тоа дека може да се донира само пред изборите, односно пред кампањата. Ние во случајов имаме донации направени на 21 мај за локалните избори, кои што завршија повеќе од еден месец пред тоа. Значи мандатите се верификувани многу порано од тоа. Се користи оваа правна празнина, која што вели дека сметката ќе се затвори откако ќе се исплатат средствата од буџетите на локалните самоуправи, оние кои што се однесуваат на добиен глас. И тие средства кои што треба се внесат на таа сметка и никако не може да одат на сметките на политичките партии. Значи, она што го слушаме, ние после изборите ќе си ги платиме фактурите и сметките, кои што го слушаме во текот на претходни избори, тоа никако не може да се прави. Тоа законски не е... Значи, постојат два закони, изборниот законник и законот за финансирање на политичките партии, кои се многу јасни и прецизни и никако не треба да се преклопуваат, што кај нас се прави. А ова е очигледно користење на тој пропуск дека не е дефинирано дека не може после кампања. Значи, кога се кажа дека партиите трошеле повеќе од колку што имале пари на сметките, очигледно дека се погрижиле да внесат на сметките пари за да можат да барем дел од тие трошоци да покријат. Добро, тоа беше Државниот завод за ревизија. Вие сте во една друга ревизија кај градоначалникот на Центар Андреј Жерновски, заедно со господина Драга Малинковски. Има ли некакви резултати? Премиерот Груевски рече дека слободно може да правите ревизија, нема ништо да најдете. Но ние работиме. Рековме рокот кога треба да дадеме прв извештај, некаде доаѓа во средината на август. Работиме, ги собираме сите потребни информации. Ќе го изненадите ли премиерот Груевски? Ќе го објавиме тоа до што ќе дојдеме или до што постепено доаѓаме и она што пред се треба се направи е таму да се обезбеди транспарентност, нели рековме, не знаат граѓаните колку е потрошено и за што е потрошено и како е трошено и понатаму сите други детали во врска со тоа. Добро. Јас ви благодарам што бевте гости во студио. Ви благодарам.